Господа Исусе Христе. Ете сум во Пустец, кај македонците во Албанија. Вчера се одржа после повеќе години пост фестивалот, Македонски фестивал, организиран од македонската заедница овде. Беше дојден премиерот на Република Македонија. Делови од владата со силно полициско обезбедување, затоа што веројатно бугарската опција која притиска овде, уценува и измислува бугари со пари од Европскиот Унија, се претпоставуваше дека се заканува дека ќе направат некаков инцидент, имаше силно милициска придружба и дојдоа македонците од Пиринска Македонија, од Разлог, од Егејска, од Вардарска Македонија и овде од Преспанска. Нешто што би требало да биде сосема нормална работа во Европа, без граници, слободна култура. Но ние тука имаме покрај тој европски закон, како и да го наречеш, каде што, например, врз Македонија се врши притисок, се врши геноциден, како да речем, идентитетски притисок да се избришеш сами од себе заради нешто што ќе те примат некаде. Знаете, може би утре ќе побараат и полот да го смениш. Ние зборуваме не за изнасилување. Имаме еден закон по Светото писмо, по Библијата, кој се нарекува закон на слободна волја. Слободна волја. И тие сега изнасилуваат еден народ, македонците, да го сменат своето име, своето знаме, јазикот. Те изнасилува дека не суштествуваш. Земји кои се веќе влезени во тој сојуз и вие гледате дека тука нешто не е како што треба. И тие ќе речат, јас сум христијанин, тие се христијани. Интересен момент. Во однос, например, на Грција и Бугарија, тие се христијани, православни, истата вера, како мнозинството од македонците, а сепак го потиснуваат и вршат притисок врз македонскиот народ, завзеле дел од територијата по некои глобални политички поделби, вршеле геноцид, ги бркале луѓето и денеска негираат, не прифаќаат. Няма македонци, охи македонци, нели? И тука е целиот тој проблем. Во овој неправеден свет, каде без Господ Исус Христос не можеш да се спротиставиш и затоа не им е лесно на македонските политичари. Тие се под континуиран, постојан притисок. Притисок, знаете. И само со Исус може да се победи овој свет. И тие ќе речат, да, ние сме христијани. Не сте христијани, вие сте синови на проклетството. Вие сте луѓе кои извршуваат сатански дејства. Например, тоа е шизофрена ситуација. Јас тврдам дека ти не постоиш. Јас можам за себе да зборувам, тој е закон на слободна волја. Овде се зборува за шизофрен. Ти мислиш дека си двајца, дека си и едно, и друго, и трето, и четврто. Например, мислиш дека си од Хановите Аспарухи и другите, а потоа викаш дека си тракиец, а потоа велиш дека си словен, а потоа велиш дека си македонец, а потоа велиш дека нема македонци. И се гледа дека тука има некаква, како да речем, идентитетска болест, болештина. Нема љубов на Исус Христос, ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Така да, тие што се болни, например, тие се и маџири, и дојдени од Азија, и се хелени, и се грци, и се македонци во ист момент. И ти гледате дека тука има исто така идентитетски проблем. Јас би го нарекол, сватете го како сакате, шизофрени идентитети, кои негираат цели народи. И цел народ го заробуваш во проклетство, бидејќи ти се што правиш, тебе ќе ти се прави. Каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Тоа е законот без пророците, без Исус Христос. И сега болниот, што не знае кој е, што има идентитетски проблем, што има 5-6 идентитети, тебе ти вели дека не суштествува, што си запишан во Светото писмо, во Божиот катастар. По стиховите 15-14, ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име. Дела 15-14, дела 16-9, дела 16-9. Апостол Павле го сонува македонецот, те си ги измислија, не е тоа македонецот, тоа е човек од Македонија. Па сите сте вие човеци, синови човечки, со сатански доктрини, со негирање, со забрана на јазик, на култура, со разни притисоци и непокајани гревови. Така да
Тој ќе рече, ние сме христијани. Не сте христијани, вие сте синови на сатаната, ѓаволски синови, синови човечки. Знаете, вашиот татко е ѓаволот, вели Исус. Ги извршувате неговите наредби. Цел народ, Бугарија, Грција, па и други, ако ги вклучите во сите тие состојби на негирање, на завземање на територија Албанија, Србија, на Македонскиот полуостров, се фатени во таа сатанска стратегија, наместо да се љубиме еден со друг, тие постојано повторуваат непокајано, наместо се покајат што ги затворале македонците, што зеле дел од територијата. Тие денеска негираат, го негира гревот, не го прифаќа, и затоа цел народ на тие Македонскиот полуостров оди во таква состојба. Наместо таа духовна сила која излеана овде преку апостол Павле и македонците, на Исус Христовата љубов, вечната љубов да се прелее кај сите, тие прават систем на негирање. И еве и вчера држав еден говор, мене не ме пуштаат на официјалните средби, нели? Тоа е сепак доаѓа политиката и си носи своји луѓе кои изборуваат своји работи, и тоа не е добро. Не е добро да се негира културата, да има партиска држава, партиска култура. Зашто лојалноста наместо кон Господ Исус Христос и царскиот закон на љубовта е кон луѓе, и тоа и делопоклонство. И делопоклонството е најголемо зло. Најголемо зло, и во овој контекст се молам, Господе Исусе Христе, ја враќам Македонија и Македонскиот полуостров во Твоја собственост. Ти да живееш, ти да ни помогнеш да ги промениш политичарите во Албанија, Бугарија, Грција, Србија, Македонија. Да не шириме раздори и омраза за волја на вистината. Македонците никого не ги негираат. И јас постојано го повторувам тоа што го говорев например лани на собирите во Мосомиште и во Кресна. На бугарскиот председател Радев да ги отвори границите, да ги признае македонците, да живееме како браќа, како христијани и пријатели. После тие говори, мене ми утрена забрана за влез во Бугарија. Но видете, која е таа земја која забранува на човек кој зборува за мир, за Исус, кој е професор, доктор на науки, да влегува. А од друга страна, овде со силно милициско обезбедување, за да не дојде до некаква кавга, затоа што има македонска култура. Замислете, и кога го лажеш човекот, го учиш од мало дете, няма македонци или охи македонци, и тој вреска на старот, ќе му речеш како нема, еве сум јас. Не зависи, например, повторно му кажувам тоа од вас, дали постојат македонците или не. Господ Исус Христос ги запишал, ги именувал, ги создал, и овде имам добри пријатели. Иако официјално јас не учествувам во македонската култура. Избришани ми се средствата. Пред 10 години имавме ние еден фестивал Армакедонски слави го укина, без да ме прашаат. А тоа беше точно во духот на Европа без граници. Македонците од Пиринска, Егејска, Вардарска, Преспанска се собираа културно да пеат, да се радуваат, да плачат, да кажуваат стихови, да играат ора, да го слават Господа Исуса Христа. Во тој контекст, татко, во името Исусово ја враќам и Албанија, и Пустец, и Македонија, и Македонскиот полуостров, Пиринска, Егејска, Вардарска, и сите други земји, Грција, Бугарија, Албанија, Србија, Македонија, во Твојата собственост и љубов. Во името на Господ Исус Христос го врзувам секој демон на негирање, на проклетство, на непокајани гревови. Ги изгонувам во името на Господ Исус Христос. Им забранувам да се вратат и го кршам секој небиблиски завет, што е фрлен врз Македонија и Македонскиот полуостров. И денеска и довека ја прославувам љубовта Исусова. Љубовта Исусова, зашто да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Штом љубов немам, ништо не си, штом љубов немаш, ништо не си бугарину, грцину, албанецу, македонецу, србину. Македонија е земја на Господ Исус Христос. Исус Христос е цар на македонците. Исто така, не може со партиска култура да се тераат работите. Треба да се остават луѓето кои ги дарувал Господ да работат. Затоа што се оплотени на земјата. Еве магарињата рикаат. Македонија се врви за секогаш Исус. Насекаде Исус, во секого Исус од земјата до небесата. Амин до Царството Божјо. Амин. Ајде, те снимам. Ајде. Така, значи, Еве ја управата на фестивал. Ајде. поминавме многу добро со нашите пиринци кои беа гости на овој фестивал и сме добро
prečekani ili zadovoljni, tako da rečemo, je ova druga rabota, ali sve već se svrši dobro. Dobro, благодарам и се убаво. Горе да е добро, ај сега, Значи горе. го одјавуваме македонскиот фестивал во Мала Преспа. Македонската песна не сопира, тоа е внатрешна потреба да се прослави. Господ ти дал песни, ти дал ора, стапки, ти го дал македонецот во Светото Писмо да повикува дојди во Македонија и помогни ни. И ние се собравме од целиот македонски полуостров, од Пиринска Македонија, од Егејска, од Преспанска, од Вардарска, да пееме, да го славиме Бога, да не се мразиме, да ги благословиме сите наши соседи, да не се плашат од македонската култура, бидејќи културата е дадена да се запознаеме, да се љубиме, да играме и да го славиме Господ Исус Христос. Поголем број од нас сме христијани, а не се љубиме меѓу себе. Го одјавувам фестивалот, не сум политичар, но сум представник на Господ Исус Христос. Негова е Македонија и македонската култура и негирањето на македонците ве носи да станете борци против Бога. Фестивалот не сопира, додека живееме, додека ни чукаат срцата, ние ќе пееме, ќе се радуваме, ќе љубиме и нема да мразиме. Да ни е жива и здрава и Македонија, и Бугарија, и Албанија, и Грција, и Србија. На македонскиот полуостров сите тие се постмакедонски идентитети. Според стиховите дела 15-14 ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Апостол Павле во 16:9 сонуваше македонец и велеше дојди во Македонија и помогни ни. Денеска ние велиме дојди на македонскиот полуостров, Господи Исусе Христе, и помогни ни, исполни не, да не преплави Твојата љубов, да се љубиме, да пееме и да се радуваме, не да се мразиме и негираме. Амин. Амин. Јамо преди, вчера гледаш. Девојките! Да почне. Иде! Да, добри сте тука, супер сте. Нека дајде танцјарки да игра. Не мора, не мора. Можете? Не, само да пеете. Добре. Само да пеем? Oj, devojče, belorume,
Koji pogled na ko sam pali i od ljubav moj izgori. Oči mi sa more tensko, lice mi je izvor okreće, snaga mi je mora pirinska, majka mi je Makedonija. Snaga mi je mora pirinska, majka mi je Makedonija.
A? Daj mu, Ivan, zem ga ti jaz to kamera sam. Napravimo jedna fotka. Ajde, Ubaj. Ubaj deca. Ajde se odčunat, odime na mal grad сега. Тук имаше край. Край. Ajde. Рифте, ела тук по-близо да сте заедно. Да не си отделен. Не го суркай се. Не го суркай ти. Ajde se odčun, odime na mal grad da pejeme tamo. Ajde. Imate vreme? I ќе се искапете тamo. Ако сега да однеси. А сега они го сменија 27 март 901 или 3 година султанот го сменил. Да се врати старото име, па кој сака нека седи на полуостров, кој нека оди на друг полуостров. Ете тоа е. Ајде деца, еве професорот знае од гимназија. Значи на научникот има автохтоно право да изложи теза, а ти со книги побија, не го апси да го тепаш. Да. Не сме ние војс. пред книги. Аргументи, така е. Кај се луѓе? 15 минути. Да, јас на школа бев таму, таму беше автобусот. Ајде, живи и здрави. Ајде да сте скоро, живи и здрави. Да симна забрана да поскоро. Каква да забрана на апостол Павле, не му е ставена забрана, па јас по него одам. Со Исус може некој да му стави забрана. Така. Кој ќе треба со мечот за рисата се раскинува се. Ајде. Значи фестивалот не завршува. Носете ги песните и љубовта на секаде. Во Пирин, во Егеј, во Преспа, во Вардар. Ајде, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Амин. Амин. Да пееме секогаш. Благословени. И вие да сте благословени. Амин. Всички ни. Амин. Не е слика. Ајде. Не си натисна. Љубовта да ја носиме. Идвате до колата или? Еве сме ни, овде сме. Добре, Тука сме. значи Готово, ајде. си казваме всичко Ајде да сте ни добро. живи, здрави, Благодаря на благословени, Марија. да се видиме во убаво, пак вака весели, распејани, да ни носите радост, е така, да сте ни живи, здрави. Е така. Още една целутка да ме Ајде да сте ни живи, здрави, благословени. Е, кога ми дојдовте да ти кажам, солзи ми потекла. Таму за сцената, сте ни живи, здрави. Е така. Ма виж, ние много те обичаме, Тихомир. Така. Ти сте на наш брат, Така а е. Мария е наша сестра. Амин, да сте ни живи, И здрави. нека да бъдете И благословени. вие да сте Много, живи, много здрави. ви обичаме. Амин, да сте живи, здрави, благословени. Амин. Всичко добро. Ајде, ајде, поздрав. Ајде, јунаци, а? Хармоника, да сте ми живи, здрави. Е, така. Ќе се видиме, ќе дојдете вие пак, ќе видиме како. Ќе се направи некако. Е, така. Ајде. Ајде. Да сте ми живи, здрави. Ајде, ве гуштам. Убај, носете љубов во Пиринско. Ајде. Ајде, носете ја силата и љубовта македонска. Амин за сите. Исусова. Амин. Амин. И во Пиринска Македонија. Много ни беше приятно. До нови срещи. Добар, јас се треба долу сега. Може да има некој човек. Фестивалот не се опира како што песната не се опира. За слава дадена да пееме, да се радуваме. Ајде, да сме живи, здрави, се гледаме. Мала голема Преспа. Ајде. Ќе седнем или ќе бегаме? Одиме ние, ајде. Одиме или бегаме? Одиме, не бега. Добро да го кажеш. Како рече? Од два ручеци, немој од два Не пата бегај. јадење, немој да бегаш. А од два стапја, бегај, трчај. Е, за така е. Ајде. Ако има нешто, Важно. ќе работи. Да го сакаме и ние. Е, така, да сте живи, здрави и Ајде. така. Господ да Иван, не чува ајде сите. заеднош. Да има мир, да не се караат луѓето и омраза да се шири. Се поздравуваме, значи Треба од два ручеци немој да бегаш. Од два Со јадење. песна да победуваме. Да, од два стапа. Ајде, ајде. Сега право бегате? Право, Бегаме да. на граница. Ако Е, си така. имаш некој за таму, Не, ако си не. за таму, Не, јас. покасно ќе си. Добро, остануваш овде. Сега дојде од Ресен ти? Да, да. Ама мечор ти измачев. Би сега тоа секој Македонија цела знае, секој да ја знае. Ако некој
Čekaj сега да малко по-смирно идем. A ja vikam ima more pod Prespansko polje. Така викам. Така е, Все са тука македонски патриотски песни тука. Ајде, јас сите ги знам. Ако е за македонска песна, од овие поновите мислам нема што не ја знам. Сега трае. Снег. Срби, Бугари, Срби, че да сме на Александро, царот македонски. Ние не сме грци, Бугари и Срби, че да сме на Александро, царот македонски. Една истина. Сега слушај, за 100 метра мора да паркираш.